Маслото од црно семе или црн ким е познато како Nigella sativa, има темна боја и во облик на полумесечина. Семето содржи повеќе од 100 хемиски соединенија, меѓу кои познатите кај луѓето витамин B1, 2 и 3, фолна киселина, калциум, железо, бакар, цинк, фосфор и многу други. Според медицинските истражувања, маслото од црно семе или црн ким е веројатно единственото најважно масло кое треба да го прима човековиот систем. Секогаш кога ќе се земе од ова масло, се стимулира имунолошкиот систем да се бори во ваше име и да се зголемат природните клетки убијци. Употребата на маслото датира од периодот на античките фараони, но неговиот вистински потенцијал како лек е реализиран во последните 40 на години, бидејќи до тоа време не било научно истражувано. Египјаните користеле црно семе и го опишувале како панацеа, лек за сите болести. Освен египјаните, ова семе е познато во целиот свет. Во Русија, земјите со англиското говорно подрачје, Индија, пред 1400 години еден од пророците рекол: "Користете црно семе, тоа е лек за сите болести, освен за смртта." Црното семе исто така се споменува и во Библијата, во книгата на Исаија во Стариот Завет, што покажува за далечното потекло на ова семе. Според истражувањата, констатирано е дека црното семе е супериорно во однос на речиси секој природен лек, се користи за автоимуни заболувања, состојба во која пациентите страдаат во случај кога нивниот собствен систем ги напаѓа нивните тела. Зошто маслото од црно семе е толку популарно? Ова масло е успешно во подобрување на имунолошкиот систем, мигрена, астма, алергии, третирање на ХИВ, лекување на рак, тумори, лек за срцеви заболувања, диабетес, келавост, елиминира паразити, помага при менструални болки, регулатор на мозокот и нервните функции, намалување на крвниот притисок, промовира лактација, антибактериски, антивоспалителни, антимикробиолошки и антитумор акции и е природен диуретик. Кога се користи ова масло може да ја смири кожата како што е псоријазата, екземата и акните. Експертите често го препорачуваат со земање една мала лажичка масло, самостојно или со топол чај 1 час пред јадење еднаш или 2 пати дневно.